издание. Судењето за импичмент на американскиот председател денеска почнува во цел состав на Сенатот. Важно е да се организираат фер, демократски и слободни избори, порака упатена од Државната изборна комисија. Аналитичарите за убиството на иранскиот генерал Сулејмани едни гледаат опасност од нова нестабилност, другите можност за пренасочување на политиката на Техеран. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Судењето за импичмент на председателот Трамп денеска почнува пред цел состав на Сенатот. Се гласа за временската рамка на процесот. Денеска се гласа за предложената временска рамка за процесот од лидерот Мич Меконел, што ќе им овозможи на демократските менаџери за импичмент од представничкиот дом, кои ќе имаат улога на обвинители, како и на адвокатскиот тим на Трамп, по 24 часа секој тим, во период од 2 дена да ги презентираат случаите. Резолуцијата не наведува дали ќе бидат повикани сведоци и дали ќе биде дозволено нови докази да бидат презентирани. Американскиот председател Трамп денеска се обрати на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија, осврнувајќи се на трговскиот договор со Кина и одобрувањето од страна на Сенатот на новиот трговски договор со Канада и Мексико. Рече дека во Америка се случува економски бум. Пред во среда да се врати во Вашингтон, на маргините на конференцијата, Трамп треба да има одделни средби со неколку други светски лидери, меѓу нив председателите на Ирак, курдската регионална влада, Швајцарија, Европската комисија и пакистанскиот премиер. Кинеските здравствени власти потврдија дека новиот коронавирус кој досега уби 4 лица е заразен, што предизвикува стравување дека вирусот би можел брзо да се шири кај луѓето. Вице-премиерот Бујар Османи денеска од седиштето на Државната изборна комисија посочи дека организирањето на фер, демократски и слободни избори е многу важно, имајќи предвид дека земјата треба да добие датум за почеток на преговори, известува Владимир Мирчевски. Заслуживме и заслужуваме почеток на преговори, тврди вице-премиерот за евроинтеграција, кој истовремено бара отстранување на, како што ги нарекува, сите алибија за Македонија напролет да не добие датум за преговори. За позитивна одлука, според Бујар Османи, клучно ќе биде одржувањето фер избори. Овој пат е навистина тоа така, затоа што, како што реков, пресвежа ќе биде во меморијата на сите земји членки, кога ќе се разговара за нас во март месец, а на 26 март ќе биде 4-тиот ден од изборната кампања. Значи, секоја отстапување, секоја девијација од нормален изборен процес кој што и доликува на една европска држава ќе биде свежа во сеќавањето на земјите членки кои ќе ја носат одлуката. Иако последните неколку изборни циклуси меѓународната заедница ги оцени како демократски и компетитивни, институциите надлежни за спроведување на изборите очекуваат сите вклучени во сите учесници во овој процес да си ја земеме собствената одговорност пред себе и пред граѓаните и пред државата и да овој процес го изведеме на вистина на најбеспрекорен начин. Владата според Османи ќе се обиде до распуштањето на собранието, ако има можност да протурка законски измени поврзани со изборите во согласно со препораките на ОПСЕ ОДИХР. Минатата недела францускиот амбасадор, чија земја е клучна за одлуката за датум, на средбата со техничкиот премиер укажал на важноста на фер избори за европската иднина на Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. По убиството на иранскиот генерал Сулејмани, некои аналитичари стравуваат од нова нестабилност во регионот, други не се согласуваат. Повеќе од 3 децении беше распишана американска потерница поради тероризам. Во неговите оружени операции во Ирак од 2003 година па досега загинаа повеќе од 600 американски војници и осакатени илјадници американски воени ветерани. Трамп не е првиот председател подготвен да возврати на зачестените напади врз американци на Блискиот Исток. Бројни провокации, како уривањето на американскиот дрон вреден $130 милиони, запленувањето на британските и други танкери, ракетирањето на саудиските нафтени полиња и друго, систематски се ределе. Но неодамнешниот ирански напад на американска воена база во Ирак, при што загина еден американски цивил градежник, ги премина границите на толеранција, се согласуваат многу аналитичари. It was time to take a step to say enough is enough. Дојде време на иранците јасно да им се каже што е многу, многу е.
Црвената линија ја премина Касем Солемани, вели аналитичарот Питер Рау. Qasem Soleimani is not just another general that will Беше иранска верзија на директор на ЦИА, шеф на дипломатијата, командант на специјалните војни операции. Беше архитект на вкупната иранска политика и трепет за регионот. Капчон, меѓутоа, убиството на Солемани го смета за несразмерно силен одговор, што носи ризик од нови одмазнички напади врз кој сега се мета на одмазда. Жизел Доноли, аналитичарка на Институтот American Enterprise, вели дека со оглед на околностите, ликвидирањето на озогласениот Солемани би можело да биде од корист за иранскиот режим. Според неа, американскиот председател би можел да заклучи дека Техеран е доволно казнет и ослабнат, па сега може да го исполни ветувањето, дека ќе ги врати американците дома. Од друга страна, ако договорот бил главата на Солемани за американско повлекување од Ирак, ајатолахот со право би можел да рече дека за релативно поднослива цена добил добра сделка од Трамп, кој сака да тргува. Иранските лидери би можеле да констатираат дека се завршило на обострано задоволство. Аналитичарот Рау сепак нагласува дека администрацијата на Трамп не води адхок политика против Иран, туку врши притисок на три колосеци: безбедносен, Американската влада е уверена дека победува во оваа борба против Иран, затоа што гледа демонстрации на иранските улици во кои граѓаните изразуваат незадоволство, не веќе против Америка, туку против нивната власт. Меѓународниот монетарен фонд неодамна соопшти дека иранската економија поради санкции минатата година опаднала за 9,5%, што е на ниво на Романија, а за 2020 година нема прогноза за подобрување. Администрацијата на Трамп е уверена дека со комбинирани мерки може да го присили Техеран да прифати не само корекција на нуклеарниот договор од 2015 година, туку и да отвори простор за умерените гласови од Иран, што би можело да ја ублажи иранската политика во регионот. Опаѓањето на популацијата и гратењето на буџетите принудуваат многу училишта во рурална Америка да стават клуч на врата, известува Дипак Добал. Ова беше моја прва училница. Дојдов во 4-то одделение. Тогаш го отворија училиштето и господја Тейлор ми беше првата учителка. Се сеќавам, ни кажа, ова е нова зграда да ја чувате. Денес го затвараат училиштето. Зградата на основното училиште Пуласки е на аукција. Се наоѓа на 1 час северно од Питсбург и училиштето е затворено во 2017. Денеска, конечно, стариот објект ќе биде на аукција. Со училиштето имавме идентитет, сега немаме. Дел од заедницата повеќе не постои. Може би на многу луѓе не им значи многу, но за локалната заедница значеше многу. Гледате како се случува процес на изумирање на градот. Кога луѓето се селат од еден во друг град, бараат училиште, црква, а ние го затворивме училиштето. Дента кога гласаа за затварање се присетив колку е добра зградата. Имаат планови за друга намена. Денеска со жена ми и пријателите, сега бизнис партнери, ја купивме зградата на аукција. Јас бев во првата генерација во училиште. Моите деца беа во последната. Сега сум собственик на зградата, никогаш не сум се надевал. Се надевам дека ќе направиме нешто корисно за локалната заедница. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. Довидување.